во криза, ковид криза, финансиска криза и полошо. По пандемија, што беше ковидот, ама да се надаме дека ќе помине сега у март 22. Па што ќе бе овај како пати корона, затвори се све, нема работа, слабо. 2021 мислам дека треба да се памти по многу нешто. Не можевме да средиме, да добиеме датум за преговори. Бидејќи нашите политичари не се толку свесни да работат за интересот на граѓаните. Како година во која што помалку се дружевме поради корона кризата, година во која што имавме многу турбулентни локални избори, барем во општина Куманово, тоа се двата најбитни момента. Седењето дома и локалните избори. Корона беше 2 години, кома 2,5 години, корона ни беше и тешко ни беше. Поише смо унутра биле него надвор. Нешто полошо очекувам. Па заради политика. Затоа што политичари се мешаат во се. И се е политика. Ништо не е препуштено на народ, него на политичари. Народот е само страдалник. Секој ден нови давачки. Се најубаво. Се најубаво очекувам. Дека се во секоја сфера на живењево ќе се подобри. Со новата влада очекувам дека се ќе биде подобро. Па да пројде овај корона, да има малку работа за млади да не бегал, да се има повише паре. Видиш какво сиромаштија бидла, пензија слаби. 40 години сам работаја, 13.000 имам пензија. Дека конечно ќе заврши короната и дека ќе се вратиме на нормалниот начин на живот и дека во нашата општина ќе се променат многу работи на подобро. Да биде све добро, успешно да биде. Да нема карање, да нема тепање. Да може да улазам у Европу. Тоа е најбитно. Во 2022 ги порачувам на политичарите да си седнат и да го прифатат тоа, без разлика кој е на власт сега, дали е овој нашиот Кумановец што дојде за премиер и да се договорат со бугарите и да не го чекаме возот 20 години како чекавме со грците. Да бидат посериозни, поозбилни и поискрени према народот. Во нивните изјави, поготово. Мислите дека не се доволни? Не, апсолутно не. Имам впечаток дека тие се борат само да дојдат на власт, да си ги напунат своите чекмежиња и ништо после. Што да направат? Минималната плата се зголеми. Па не знам што да кажам. Цените така, прехрамбените малку да не се качуваат. Политичари малку да качи пензија, плате, да има работа, економија, да почне да се развива. Па за народ да мисли, не само за себе. Кој како дојде, напуни се и што вика, капуи. Товари си га магаре по нашински. Оно што не треба да го направат политичарите, пред се да поаѓаат од ставовите на граѓаните и од мислењето на граѓаните, а помалку да гледаат само на себе. Да се свртат малку повеќе кон граѓаните, за да граѓаните се почувствуваат дека навистина живеат тука, дека се битни и дека политичарите ги избраве за да одлучуваат за заеднички интереси, за заедничко добро, а не да гледаат само за себе. Ако други што живи, да живимо и ми да живимо. Ни дав социјално, ни дав 1000-дарка, 2000-дарка. Што ќе взимаш 1000-дарка, 2000-дарка? Ништо не може да взимаш, ниједну кесу не може да взимаш. Многу здравје, среќа и поскоро да ја снема ковид кризата. Да се срекни, здрави, живи. Само здравје и среќа у животот. Тоа им посакала на сите граѓани на Македонија. А другото ќе си дојде само од себе. Најубаво све на сите у нову годину. Да има здравје, среќа, веселје, работа поишке што викам, тоа е. И паре. Без тоа не бива.
И све најубаво на сите граѓани на целу Македонија, каде се, како се, и цел свет. Ми посакувам се најдобро на сите овие наши граѓани да имат, да поминуваат добро, дај Боже ова пандемија да побегне, да заврши и да се вратиме во нормала, да почнеме да мислиме за сите. Многу здравие, што не е најбитно во овој момент. Среќа и успешна година. Здравле, добро, да пројдемо, да едемо, да пиемо, да уживамо,